Паркови зеленило поставија нова ограда на средново дно поради дотрајаноста на старата, со цел да обезбедат безбедно движење на посетителите. Градските власти реагираа брзо по уништувањето на дел од оградата. Од претпријатието апелираа до граѓаните да се однесуваат одговорно кон парковската опрема и да ја зачуваат природата на водно. Грејната сезона 2024-2025 во Скопје започна од 15 октомври за потрошувачите приклучени на централното грејење управувано од АД-СМ. Испораката на топлинската енергија ќе се врши од 6 до 22 часот, во зависност од временските услови. Системот ќе се прилагодува според надворешните температури, осигурувајќи оптимална потрошувачка и комфорт за корисниците. Од вкупно 62.579 приклучени корисници, 61.486 се домаќинство. Во општина Газибоба денеска започна училишните спортски лиги во различни спортови. Градоначалникот Бобан Стефковски истакна дека овие активности се значајни за развојот на учениците, бидејќи им овозможуваат спортска рекреација и другарување, поттикнување спортски дух и здрави вредности. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информираше дека во заедничка акција со инспекторите за животна средина, јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар и Министерството за внатрешни работи е исчистен и заграден напуштен објект близу гимназијата Корчаги, кој представувал дива депонија. Герасимовски повеќе граѓаните да пријавуваат слични објекти за навремено расчитување и обезбедување. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски објави дека се поставени фотонапонски соларни панели на 4 објекти: општинската административна зграда, основното училиште Свети Климент Охридски, основното училиште Ацо Шупов и градинката Ташко Караџа. Проектот Зелена енергија, финансиран од Европската унија, овозможува овие објекти да произведуваат сопствена енергија и да бидат енергетски ефикасни. Što mi razum desni, večno ke ja sam.